Еден месец и една недела, откако објавивме дека Драги Рашковски купил софтвер од 81.000 евра за автоматско казнување со обраќајни прекршоци, кој полицијата не го побарала и не го користи, екс-генералниот секретар на владата заврши во куќен притвор. 2 дена претходно си даде оставка од последната функција, секретар во кабинетот на премиерот Зоран Заев. На оставката стоеше датумот на кој 360 степени објави дека Рашковски вози луксузен джип, кој не фигурира во неговиот анкетен лист. Рашковски сега е и формално осомничен дека спровел тендер за софтвер со услови нагодени да одговараат на карактеристиките на патент што лично тој го регистрирал. Во последната изјава за 360 степени, Рашковски тврдеше дека набавката е оправдана. Треба да биде само еден дел од целокупниот SafeCity систем кој што МВР може да биде и треба да биде само еден дел од истиот. Секако дека исклучувам секаков сомнеж за набавка. Не ни текнало така, нас ние седејќи во владата ќе правиме софтвер. Лично јас проверив, постапката е целосно законито направена. И пред и по отворањето на истрагата од обвинителството, во негова одбрана стои премиерот. Спроведена е постапката целосно согласно закон, ама на крајот е судот тој што треба да пресечи. Парам фирма Инвока. Освен Рашковски, во куќен притвор е и сопственикот и управител на фирмата што го изработила софтверот, Invoca Group. Останатите двајца осомничени засега се непознати за јавноста, но за еден од нив откривме како е поврзан со Рашковски. На име на негова фирма се води луксузното Volvo XC90, кое го користи Рашковски. Тој е и еден од хонорарците, чии имиња владата првично одбиваше да ги обелодени. Една недела откако објавивме дека екс-генералниот секретар на владата вози джип што го нема меѓу имотот пријавен во антикорупцијската комисија, повторно сме на локацијата на која го уловивме Рашковски. Луксузното Волво, кое повеќе пати го забележувавме на овој паркинг, сега веќе не е тука. Како го стекнал и зошто не го пријавил, Рашковски не одговори, а нашите проверки отворија нова перспектива. Според бројот на регистарските таблички, джипот е во сопственост на фирмата ГБЦ Системи, регистрирана за трговија на мало со аудио и видео опрема. Од огласи достапни на интернет може да се види дека фирмата поправа компјутери, печатачи и полни тонери. Нејзин единствен газда, според Централниот регистар, е Игор Христов. Тој, Игор Христов, е истиот кого Рашковски го ангажирал како хонорарец за одржување информатички системи во Генералниот секретаријат на владата. Тој е и меѓу осомничените за набавката на софтверот. Според обвинителството, како надворешен соработник, пренесувал информации за текот на тендерот. Откако луксузниот джип исчезна од паркингот пред живеалиштето на Рашковски, прво го побаравме на официјалните адреси на фирмата ГБЦ Системи во општините Газибаба и Киселавода во Скопје, но попусто. Фирмата постои од 2004 година и има скромни финансиски резултати до 2017 година. Таа година, слично на претходните, ја завршила со околу 60.000 евра приходи. Во 2018 и 2019 година приходите растат до 210, односно 150.000 евра, но нето добивката е 30, односно 8.000 евра. А во игра е джип, чиј најнов основен модел чини 74.000 евра. Како вакво возило завршило кај Рашковски, го прашавме газдата и хонорарец во владиниот генерален секретаријат Игор Христов. Ни одговори дека лани неговата фирма купила 2 половни джипа Volvo XC90, увезени од Германија. Едното возило го управувам лично јас, а второто беше планирано да го управува вработен во мојата фирма. Со оглед на тоа што во меѓувреме вработениот ја напушти мојата фирма, едно од возилата го дадов на користење на сопругата на Рашковски. Со господинот Рашковски се познаваме повеќе од 15 години. Тој нема никаква поврзаност ниту од аспект на сопственичка, ниту од аспект на управувачка структура со мојата фирма. За односот Рашковски-Христов говорат договорите од Генералниот секретаријат. За прв пат, како генерален секретар на владата, Рашковски го ангажирал Христов во 2017 година за услугата компјутерска апликација за сервис, одржување и конфигурирање на информатички системи, за месечен хонорар од 30.000 денари, плюс право на патни трошоци.
Следната година Рашковски и Христов потпишуваат нов договор за истата услуга. Кон средината на 2019 година следува анекс договор, со кој месечниот хонорар на Христов се зголемува на 35.000 денари. Во 2020 година склучуваат нов авторски договор за истата услуга, но за поголем хонорар – 40.000 денари месечно плюс патни трошоци. Пред истекот на договорот, Христов и Рашковски потпишуваат уште два анекса, со кои се продолжува рокот на неговиот ангажман, а хонорарот му се зголемува на 50.000 денари месечно. Христов отфрла поврзаност меѓу неговиот ангажман кај генералниот секретар Рашковски и користењето джип во негова собственост од семејството Рашковски. Јас и моментално сум ангажиран од страна на владата од сегашниот генерален секретар. Ангажиран сум поради моето долгогодишно искуство во работата. Христов е меѓу хонорарците во генералниот секретаријат, за кој пишуваше порталот Призма, чии имиња владата првично одбиваше да ги објави. Откако станаа јавно достапни, може да се види дека хонорарот на Христов сега е 39.000 денари, а намалувањето најверојатно е направено во последниве недели. Проблем сигурно постои. За поранешниот член на антикорупцијската комисија, Ариф Муса, ваквите односи меѓу Рашковски и Христов се проблематични. Наводите што веќе вие сте стигнале до такви информации покажуваат дека апсолутно тука постои судир на интереси. Значи, поврзаноста на лицето ангажирано со договор за хонорари во владата, значи е и собственик на некоја фирма од каде што е регистрирана джипот на, да речеме, на Рашковски. Апсолутно дека према мене ако се утврдат ова е прво судир на интереси. Па после и корупција во начинот на кој е стекнат тој имот. Според Муса, надлежните се должни да ги испитаат сите аспекти од случајот, од потребата за ангажманот на Христов во владата до начинот на кој е набавен джипот. Дали има и конфликт на судир на интереси за вработување на такви лица, дали се хонорарите тамо поврзани со Рашковски и дали се тие блиски лица. Ако не се блиски лица, дали има судир на интереси, значи надвладување на личниот интерес над јавниот интерес. Значи, овие судир, према законот за судир на интереси, припаѓа и ово дело. Значи, овие постапки да не останува новинарите ние да коментираме, државните органи да го расчистат и да државата како орган, владата, институциите да бидат кредибилни и да имат доверба кај граѓаните дека стварно го спроведуваат законот. Истрагата на обвинителството за гонење на организиран криминал и корупција во моментов е насочена кон софтверот за сообраќајни прекршоци, кој Рашковски го купил од фирмата Invoca Group. Барам фирма Invoca? Дали тука е во оваа зграда? Било каде да прекинете да звоните, инаку ќе повикам полиција. Во истата зграда каде добивме закани кога се распрашувавме за Invoca Group, сега, случајно или не, мерка куќен притвор издржува управителот на фирмата, Даниел Станчев. Каква е поврзаноста меѓу Станчев и Рашковски, обвинителството докажува во истрагата што ја води. Не може да изготвите да барате тендерска документација за постапка која што стриктно упатува на конкретен патент и со цел да фаворизирате одредена стока или правно лице кое нешто е направено во случајот. Рашковски е осомничен дека преку тендерите за софтверот го оштетил државниот буџет за околу 180.000 евра. За делото за кое се товари, предвидена е казна затвор од најмалку 5 години.